Окупираната зона во западниот дел на Македонија од италијанскиот окупатор административно беше предоставен на албанските фашистички квислинзи, кои во територијата извршија административна поделба на префектури и подпрефектури. Од своја страна, албанската архиепископија спроведе и своја реорганизација. Организирани беа архиерејски наместништва во Тетово, Кичево, Дебар и Струга. Единствено свештениците останаа домородци македонци. Албанските квислинзи во желба да ја зацврстат италијанско-албанската власт во окупираниот дел на Македонија, пристапија кон денационализација на македонското население, воведувајќи целосна албанизација. Во тоа беше впрегната и албанската црква. Меѓутоа, последнава не можеше многу да стори поради отпорот на свештенството и православното македонско население. Затоа се беше препуштено на теророт на балистичките организации и банди и на албанскиот национален и црковен план. Со вооруженото востание на македонскиот народ од 11. октомври 1941 година започна нова страница на македонската историја. Во вооружената борба против фашистичкиот окупатор и неговите квислинзи, заедно со другите народи на Југославија, македонскиот народ навлезе во пресудна епоха во борба за ослободување од фашистичките окупатори и нивните слуги, за своја национална самобитност и конституирање на своја македонска држава и македонска црква. Македонското општество масовно ја прифати народно-ослободителната војна и голем дел од македонското свештенство, исклучиво народно, се приклучи кон својот востанат народ. Најнапредните свештеници зедоа и активно учество во националната револуција, отворајќи ги широко вратите на своите цркви и манастири за засолништа на народите борци за слобода. Во 1943 година народно-ослободителното движење во Македонија израсна во масовно востание начело со главен штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди. На слободната територија се пристапи кон организирање на првите органи на новата револуционерна власт. Во првите народно-ослободителни одбори активно учество зедо и македонските свештеници, а на првата слободна партизанска територија во Дебарца, Охридско, во Црвена вода, главниот штаб на 15. октомври 1943 година донесе одлука и назначи верски референт, со што и де јуре престана секаква туѓа црковна јурисдикција во Македонија. Формирањето на верското поверенство означуваше јасен пристап кон решавањето на македонското црковно прашање во обнова на Охридската архиепископија како македонска православна црква. Затоа македонскиот народ се определи на првото заседание на АСНОМ, одржано на Илинден на 2 август 1944 година, реализирајќи ги на тој начин идеалите на Илинденското востание од 1903 година.
Една година пред одржувањето на првото заседание на АСНОМ, Народно-ослободителната власт на Македонија му посвети посебно внимание на решавањето и на македонското црковно прашање. На ослободената територија во село Издеглавје во 1943 година беше одржано свештеничко собрание на кое беше отфрлена окупаторската црковна власт. Создадена беше привремена црковно-административна управа на чело со архиерејски намесник. Конечното решавање на македонското црковно прашање на национална основа беше оставено до конечното ослободување на Македонија. Есента 1944 година Македонија, Вардарскиот дел, беше конечно ослободена и стана држава во федерална Југославија. Веќе на 4 март 1945 година, во свечената сала на тогашниот офицерски дом во Скопје, во присуство на 300 делегати свештеници и мирјани, се одржа првиот македонски црковно-народен собор и е донесена едногласна резолуција. Прво, да се обнови Охридската архиепископија како самостојна македонска православна црква. Второ, црквата ќе биде озаглавена од македонски народни епископи и свештенство. Трето, поглаварот на Македонската православна црква ќе ја носи титулата Охридски архиепископ, а црквата во Македонија името Свети Климентова Охридска архиепископија. На 5 март 1945 година Македонскиот црковно-народен собор за реализација на донесената резолуција го ополномошти новоизбраниот иницијативен одбор за организирање на Македонска православна црква. Првиот допир со бившиот скопски митрополит Јосиф, вршителот на патриаршиската должност на Српската патриаршија во отсуство на патриархот Гаврило Дожич, заврши со игнорирање на соборските одлуки на првиот македонски црковно-народен собор и категорично барање на неговото враќање во Јужна Србија и непризнавање на македонската државност и на македонскиот народ. И Синодот на Српската православна црква на 22 септември 1945 година донесе одлука со која прогласувањето на независна македонска православна црква го смета самовластен и незаконски акт, барајки враќање на српските архиереи во македонските епархии. Крутите и непопустливи ставови на раководството на Српската православна црква го принудија иницијативниот одбор за организирање Македонска православна црква при немање свој домородни архиереи да пристапи кон средување на организационата состојба на црквата во Македонија. Формирани беа духовни одбори наместо поранешните архиерејски наместништва во Скопје, Тетово, Гостивар, Титов Велес, Штип, Берово, Струмица, Крива Паланка, Кратово, Куманово. Свесни за состојбата, свештениците набрзо ја приспособија свештеничката служба на новите услови. На негативната одлука на Синодот на Српската православна црква
На 9 и 10 мај 1946 година 200 македонски свештеници свикаа во Скопје свештеничка конференција на која се бараше излез од настанатата ситуација. Избран беше нов состав на иницијативниот одбор на чело со свештеникот Нестор Поповски, кој повторно се обиде да преговара со Српската православна црква. Меѓутоа, таа остана и натаму на своето стојалиште. Високиот клир на Српската православна црква непријателски се однесе испрема создадениот сојуз на свештенички здруженија по републиките во Југославија во 1947 година во Белград, бидејќи тој сојуз имаше позитивен став спрема Македонската православна црква. Во 1950 година почина српскиот патриарх Гаврило и на негово место беше избран Викентије Проданов во време на Стара Југославија Злетовско-струмички епископ. Првите контакти со новоизбраниот српски патриарх беа охрабрувачки за иницијативниот одбор. Не располагајќи со домородни епископи, иницијативниот одбор пред патриархот Викентије искажа готовност за признавање јурисдикција на Српската црква во Македонија, но под одредени услови. Во македонските епархии да се изберат епископи само од Македонија, во администрацијата да се употребува македонскиот јазик, свештенството да е исклучиво македонско. Меѓутоа, Архиерејскиот собор на Српската православна црква и покрај настојувањата на патриархот продолжи да инсистира да се вратат српските владици во Македонија. Соочен со фактот дека нема разбирање раководството на Српската црква за решавањето на македонското црковно прашање, иницијативниот одбор за организирање на Македонската православна црква свика втор македонски црковно-народен собор од 4 до 6 октомври 1958 година во црквата Света Софија во древниот Охрид, некогашното седиште на Охридската архиепископија. Во присуство на 219 делегати, свештеници и мирјани, беше донесена едногласна одлука за обнова на Охридската архиепископија со име Македонска православна црква. За поглавар на црквата беше избран и устоличен епископот Топлички Доситеј, родом македонец, со титула архиепископ Охридски и Скопски и митрополит македонски. Македонскиот црковно-народен собор направи една отстапка на раководството на Српската православна црква преку признавањето на српскиот патриарх за врховен поглавар на двете цркви, српската и македонската. Во крајна линија, тој акт представуваше само персонална унија, бидејќи Македонскиот црковно-народен собор донесе устав на Македонската православна црква и други акти со кои е санкционирана самостојноста на црквата. Во меѓувреме, по смртта на српскиот патриарх Викентије, за нов патриарх беше избран епископот Жички Герман Ѓорич, кој ја продолжи мирољубивата политика на Викентије.
Тој успеа на редовното јунско заседание на Архиерејскиот собор на Српската православна црква да се прифатат одлуките на Вториот македонски црковно-народен собор, со кој македонските епархии се издвојуваат во самостојна македонска православна црква и истата ќе се управува според свој устав, а со тоа престануваат да важат прописите на уставот на Српската православна црква. Следниот чин во средувањето на односите меѓу двете цркви, српската и македонската, беше учеството на патриархот Герман со двајца српски архиереи во хиротонацијата на епископот Климент на 19. јули 1959 година во црквата Свети Мина во Скопје. Нормализирањето и конституирањето на Македонската православна црква продолжи со хиротонацијата и на третиот македонски епископ Наум во црквата Свети Никола во Штип. Со тоа, трите македонски епархии беа озаглавени со архиереи домородци, а Македонската православна црква оформи и своји свети архиерејски синоди. Следните неколку години, Македонската православна црква целосно го среди духовниот живот во Македонија. Исто така постигна и успеси во средувањето на црковните состојби и кај бројното македонско иселеништво во прекуокеанските земји, посебно во Австралија, Соединетите Американски држави и Канада. Меѓу значајните настани во тој период е и посетата на московскиот патриарх и цела Русија, патриархот Алексиј на Охрид, пред кого српскиот и македонскиот патриарх Герман ја представи Македонската православна црква. Канонското единство меѓу двете цркви немаше долг век. Под влијание на хегемонистички настроените владички кругови на Српската православна црква, Македонската православна црква започна да се третира како дел од Српската православна црква, а митрополитот Македонски и епископите Преспанско-Битолски Климент и Злетовско-Струмичкиот Наум како архиереи на нивната црква. Патриархот Герман се титулираше само како српски, исфрлајки го и македонски. Српскиот архиерејски собор од 23. мај 1966 година направи обид да ја негира својата одлука од 1959 година со цел да ја врати положбата на Македонската православна црква од време на Стара Југославија. Светиот синод на Македонската православна црква, кој веќе броеше 5 архиереи со хиротонија на викарниот епископ Велички Методи и викарниот епископ Тивериополски Кирил, свика трет црковно-народен собор во Охрид на 17. јули 1967 година, на кој беше донесена едногласна одлука со која Македонската православна црква е прогласена за автокефална на чело со архиепископ Охридски и Македонски. Според очекувањата, Српската православна црква остро реагираше на прогласувањето на Македонската православна црква за автокефал. На 14. септември 1967 година свика вонредно заседание на Архиерејскиот собор, на кој донесе одлука со која
Македонската православна црква ја прогласи за расколничка верска организација и ги прекина сите односи со македонските архиереи. Без оглед на ненормалната состојба во односите со раководството на Српската православна црква, Македонската православна црква продолжи да живее организиран духовен и црковен живот и постигна видни резултати. Денес таа раководи со 7 епархии во Републикава, во прекоокеанските земји и во Европа. Секако, последниве политички настани во врска со прогласувањето на државната самостојност на Република Македонија ќе имаат одраз и на конечното признавање на автокефалноста на Македонската православна црква, како од Српската православна црква, така и од сите православни цркви, бидејќи црковните канони, донесени од Вселенски собори, тоа од нив го барат. Впрочем, за животот и дејноста на Македонската православна црква, по прогласувањето на незината автокефалност до најново време, ќе не запознаат во следната емисија македонските архиереи.